на вчерашниот ден од затворот Идризово, од женското оделение, односно женскиот затвор во Идризово и машките оделенија, како и од затворот од Штипни беа доставени списоци на осудени лица кои бараат од председателот помилување. Ние про боно се нафативме да ги доставиме барањата, еве да свикаме пресконференција и да го искажеме нивниот став. Користејќи го законското право, а постапувајќи согласно издаденото полномошно. А во врска со, имајќи во предвид политичката и правната ситуација во МИГО во Република Македонија и особено одлуката на председателот за помилување на политичката елита и нивните соработници, затворениците од овие затвори кои ви ги наведов, а и еден дел се подпишуваат и другите затвори, па ќе видиме колку ќе дојде, бараат помилување од председателот. Имено, во Република Македонија во МИГОВ има 3152 затвореника кои ги издржуваат своите казни. А добар дел од нив, ако не и најголемиот, се во такви услови во затворските установи во кои човечкото достоинство воопшто не може да стане збор за човечкото достоинство, ниту е запазено. Понатаму, председателот, давајќи го помилувањето, зборуваше за семејството, за човековото достоинство, за правната држава и за правото на секој човек да сгреши. Од таа причина, ние сметаме дека имаме право да кажеме нешто во врска со ова и тврдиме дека правната држава мора да функционира, и тоа е точно. Во МИГОВ таа не функционира и се прават и се носат вакви одлуки. Кога секој треба да одговара за кривично дело, а добар дел од политичките функционери заедно со нивните соработници се помилувани, во тој случај сите овие затвореници, осудени лица се чувствуваат бесправено и се чувствуваат заборавено. Од таа причина сметаат дека правото и милоста на председателот за нив не важи. Зборуваше председателот за политичката криза и зборуваше дека треба да се ресетира системот, дека треба да постои заедништво и да прекинат границите помеѓу поделените граѓани и нивните политички лидери. Но одлуките за помилување, тврдеше тој, се во таа насока. Ако е тоа така, истиот би требало да има доблест, па она што го стори за политичките функционери и нивните соработници, за кои сакам да потенцирам, сите до еден се високо образовани, имаат зголемена одговорност и политичка и морална и влијаат на нашето општество и на нашата држава. Ако за нив може да има помилување, тогаш и за луѓе кои се многу помалку образовани, кои немаат многу помала одговорност, али никако не влијаат на државата и на нашето општество, немаат ни некој голем имот. Единствено што имаат се своите деца. Тогаш председателот би требало да дозволи и тие деца, кои ништо не се поразлични од политичката елита и нивните деца, да имаат можност да ги видат своите родители дома. Укажувам дека 30 семејства со по 2 или 3 члена се наоѓаат заедно на издржување на казна во затворот Идризово. За другите затвори немам информации, но најверојатно и таму има цели семејства. Укажуваме дека ако за поголемиот важи, на помалиот секако треба се ова да се однесува. Последните години, свесни сте вие самите, дека се погласно се зборува за судските постапки, кои се водени спротивно на законот и пресудите, кои често пати се резултат на нечива желба или незнаење. Ако судството, поголемиот дел од народот, го нарекува со погрдно име, поистоветувајќи го со едно лажно камче од стакло, ние не можеме, а да не се сомневаме во нивната способност, односно неспособност за носење на правилни одлуки. Председателот и самиот свесен, особено како професор, редовен професор на правниот факултет, треба да е свесен дека ова во пракса се случува, а на што укажуваат и пресудите на Европскиот суд за човекови права,
правните и меѓународните извештаи на правните експерти. Осудените лица кои бараат помилување се скромни, не бараат да им се прости казната. Зависно од затвор до затвор бараат 30 до 50% намалување од казната. Луѓе, свесни се они дека сгрешиле и осудени се за тоа. И никој не може, јас сваќам дека во јавноста ова ќе одекне на еден начин дека криминалците треба да се пуштат надвор. Не е точно. Тие луѓе се осудени. За она за што го сториле веќе ги издржуваат казните. Но ни еден од нив, ни еден, нема таква доблест да бараат целосно укинување на казна. Свесни се дека сгрешиле и бараат само казната да им се намали. Значи бараат од 30 до 50% намалување на казна, што ќе зависи, ако воопшто зависи од милоста на председателот. Доживотните затвореници, некои од нив се веќе 19 години на издржување на казна, бараат намалување на казната на 20, односно 15 години, повторно зависно од милоста на председателот. Од сите затвореници ни беше укажано дека се надеваа на законот за помилување, но тој не ја виде светлината на денот, затоа што не помина во собрание, собранието се распушти. Значи, ако може политичката елита заради помирување во државата да добие помилување, овие луѓе секако заслужуваат. Би сакал да ви потенцирам уште една работа. Капацитетот на затворите во Република Македонија сегашниот е 2026 места. Издржуваат казна 3150 двајца. Во капацитетот во Идризово е 880 места. Во Мигов има 2000 луѓе. За истражени затвор не ќе ни да зборувам. Тоа не се човечки услови. Второ, најголемиот дел, гледајќи структурата на кривичните дела, добар дел е за кријумчарење на мигранти. Нешто што стана нонсенс во Република Македонија, бидејќи беше дозволен и превозот и со јавен превоз. Особено е трогателно писмото, јас ви го доставив, имате кај двете колешки, на женскиот затвор. Таму 105 жени издржуваат казна, тоа се мајки, сестри. Не знам какви кривични дела да сториле, треба да се има милост, ако споредиме со она на кого му е даден. Толку би било од нас, во текот на денешниот ден ова ќе го поднесеме до кабинетот на председателот, ќе видиме каква ќе биде одлуката. Ова е мирно барање на амнестија. Ни беше укажено дека доколку не биде одговорено во некој разумен рок, дека затворениците се она што е според законот ќе го искористат, особено правото на глас да не гласа они и нивните семејства, а се работи за 15.000 луѓе. Ако имате некои прашања, повелете на прашање. А што доколку биде одбиено парањето за мислите? Што е планот денес за посудените лица? Ви кажав, ќе го радикализираат полека протестот. Што има нешто за некоја радикализација во смисла на штрајкови? Штрајк со глад и, значи, ми беше кажано дека нема да одат надвор од законот. Мислам дека во денешната ситуација и штрајк со глад е извесен притисок да се донесе некаква одлука. Кога веќе мора на овој начин и така не функционира правната држава. Дали меѓу потпишаните се, например, Живор Бошковски и Вилија Рамковски и дали имате информација зошто тие другите не се потпишуват? Не знам на вистина, нас не ни беше битно имињата и презимињата на осудените лица и не кевме да ги категоризираме и да ги делиме. Затоа што веќе е доволно поделен народот и државата. Значи, овде е она што беше желба на затворениците, сите оние што се подпишаа, оние што не се подпишаа се во многу помал број, не прашувавме и не ни беше битно зошто. Сепак, наше да ги испочитуваме нивните барања и желби. Во моментот нема никаков штрајк во затвор? Не. А кога ќе биде доставено? Денес, во текот на денешниот ден, ќе мораме... Каква е бројката на подпишани до сега? Во Мигов бројката е 1803 од овие 3 затвори. Значи, очекуваме и од другите затвори, вкупно од 3152 се повеќе од половина. Но во текот на денешниот и утрешниот ден очекуваме јавено и од другите затвори.
колку може брзо да реагираат, затоа што сепак се наоѓаат во затвор и не знам колку ни затворските власти го овозможуваат се ова во другите затвори. Давидовиќ, како правник, што мислите, какви се вашите очекувања за таква бројка и таков побед на помилување од страна на председател? Не знам, ние навистина Но као не се случило. као адвокат и као правник веќе не можам да ви одговорам, затоа што она што беше направено со одлуката за помилување нешто невидено. И јас такво нешто не познавам и као адвокат и као правник не можам да ви одговорам. Можам да ви одговорам као човек, но во конкретниот случај сепак сум полномошник и адвокат на овие лица кои што ја издржуваат казната. Ние се надеваме, ја во нивно име се надевам, ако имаше доблест да го направи тоа што го направи председателот, мислам дека и овие луѓе заслужуваат. Значи, има ли за најтешки критични дела убиства или така нешто? Најверојатно да, затоа што има и за затворениот дел и доживотните казни затвор, каде што бараат намалување на 15, односно 20 години. Јас сваќам дека во јавноста ова може да биде прикажано, еве се бара криминалците да бидат пуштени надвор. Прашање е кој е внатре, кој е надвор, а втора работа ова се луѓе кои што не бараат веднаш да излезат надвор. Значи свесни се они, повторно ќе потенцирам дека имаат казна за издржување. Добар дел од нив веќе издржуваат подолг временски период. И повторно не бараат, имаат доблест да не бараат веднаш да излезат.